Под притисок на студот и немаштијата, незадоволните жители на Саса повторно ги блокираа приодите до шумите во Каменичко. Нивниот револт овој пат кулминира, бидејќи тие се чувствуваат излажани од јавното шумско претпријатие Голако Делчево, од каде не се придржувале на договорот постигнат пред една недела, со кој требаше да им се дозволи на жителите да ја собираат отпаднатата дрвна маса од шумите. Вчера имам информации дека е бил инспекторот Очани и му се води телефонски на директор да видиме што е направил. Значи, он ми кажува друга информација дека после това не можеме да одиме па да собираме отпаднала огромна дрвна маса. Жителите на Саса со деценија собираат отпаднатата дрвна маса, која што ја плаќале за 1100 денари по кубик, а сега се дозволува отпадот во шумите да скапува, а тие да мрзнат. Па затоа тие најавуваат порадикални мерки и 24-часовни блокади. Од денеска, 10 октомври, ќе бидат блокирани сите пријудни патишта што водат до шумското за сите видови, а и за сече, и за дотури, и за извоз на шумски дрва. Нема да дозволиме се, дури не дојде и да каже да направиме написен договор од која дата точно ќе почне да собираме отпадналата огромна маса. Кризата со огревното дрво и со отпадот во рурална Каменица ја предизвика законот донесен во мај оваа година, каде не се дозволува да се собира отпадот од шумите, бидејќи законодавецот предвидел тој да се дава на лицитација на правни лица. Што ќе направат пратениците за да се надмине оваа состојба? Во собранието пратеничката група на ВМРО ДПМН поднесовме закон со кој што и тој дел ќе го регулираме, токму од причини што кога одевме на терен, согледавме дека од она на кое што ни упатуваа граѓаните кои што го имаат тој проблем и од тие причини за да се надмине тој проблем, ние вчера, значи целата пратеничка група поднесовме закон со кој што ќе се регулира тоа прашање и тоа ќе биде овој закон ќе биде донесен најверојатно за 2 до 3 недели, колку што трае собраниската процедура за донесување на еден закон. Според нашите информации со измените на законот треба да се дозволи на жителите од руралните подрачја да го собираат отпадот од шумите. Инаку директорот на јавното шумско стопанство Голако Делчево, кој што трпи штети од овие блокади бидејќи сите пристапи за транспорт на дрва им се блокирани, денеска не одговараше на телефонските повици.